Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон, добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Во наредните 8 минути со вас ќе биде Ведран Андоновски. Во ова издание, авторот на индексот на економска слобода што го подготвува фондацијата Heritage ја оценува ситуацијата во Македонија. Но најпрвин најновите вести. Кинеските државни медиуми полни со позитивни оценки за посетата на потпредседателот Ши Џинпинг на САД, опишувајќи ги билатералните односи како најважни во светот. Тој денес ќе говори пред Американско-кинескиот деловен совет во Вашингтон. Придружбата на Ши за посетата вклучува голем број кинески раководители на корпорации. Конгресот постигна начелен договор да го продолжи даночното олеснување за платите и паричната помош за невработеност до крајот на 2012. Вчера председателот Барак Обама го повика Конгресот да постигне согласност за мерката, велејќи дека на економијата е најмалку потребно официјален Вашингтон да застане на патот на закрепнувањето. Куче на годината, 4-годишниот пекинезер по име Малаки победи на престижното надпреварување на клубот Вестминстер во Њујорк. Тој е четврти пекинезер кој ја освоил наградата, а годинава беше избран во конкуренција на 2000 кучиња. Собственикот Дейвид Фицпатрик вели дека Малаки заминува во пензија за да ужива во бркањето на верверички. Во продолжение на Newsflash, колегата Јане Бојаджиевски разговараше со амбасадорот Тери Милер, авторот на индексот на економска слобода, што го подготвува фондацијата Heritage. Според ова мерило, Македонија е на добар пат со реформите, иако недостасуваат странски инвестиции. Once again, this year, for the 18th year in a row, Hong Kong is number one. Хонг Конг и натаму веќе 18 години поред е број 1 во светот за странски инвестиции и предводник во сферата на економски слободи, меѓу 184 рангирани економии. САД годинава паднаа за едно место подолу, но и натаму се на листата на 10 најдобри. Македонија е на 43-тото место во категорија на земји со претежно најголем дел економски слободи. Оствари скок од лани кога беше 55. Амбасадорот Тери Милер, директор на Центарот за меѓународна трговија и економија при фондацијата Heritage, синоќа брифираше за индексот на економски слободи, што Heritage го подготвува во соработка со Wall Street Journal. Зошто да се инвестира во Македонија? За Гласот на Америка на македонски Милер објаснува. Македонија е едно од најдобрите места во Европа и едно од најбрзо растечките дестинации, што се забележува во индексот за економски слободи. Запрашан да го стави тоа мерило во контекст на фактот дека Македонија сепак има голема ставка на невработеност и не достига странски инвестиции. Милер коментира. Потребно е време влијанието да даде видливи резултати. Економската слобода е нешто што остварува влијание со текот на времето. Македонија е на добар пат за просперитет на иднина. Ги набројува факторите. Зошто еден американски инвеститор попрво би требало да вложи во Македонија, а не во другите балкански земји? Даночните стапки се подобри. Македонија има многу подобро досие во владењето на правото. Веројатно се уште има прашања што би требало да се решат во однос на корупцијата, но во однос на владината политика, отвореноста кон светската економија, Македонија е одлично место да се започне економска активност за продажба или за инвестиции широм Европа. Според амбасадорот Милер, иако Балканот има историја на политичка нестабилност и конфликти, економските индикатори во регионот сепак охрабруваат. Генерално има забавување на економските слободи во светот во 2011, покажува најновиот извештај на фондацијата Heritage. Сепак Хонг Конг 18-та година поред е број 1 во светот. Македонија се наоѓа на високото 43-то место, што представува земја со најдобри економски слободи од регионот. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. 9. Толку филмови се во конкуренција за престижната статуетка Оскар за најдобар филм. Ако немате време да ги погледнете сите или не можете да ги најдете, следниот прилог е за вас. I have to go around and tell people what's happening, family and a few close friends. I don't want to talk about mom with anyone. Потомци е драма за мошно ангажиран адвокат кој преку ноќ станува самохран татко на 2 ќерки. Режисерот Александар Пејн е познат по тоа што наоѓа хумор во трагични моменти.
во што и овој пат успешен. Right after my father died, I'd come up here a lot. I'd imagine the whole world was one big machine. Хуго на Мартин Скорсезе нуди идилична слика на Париз од 19-тиот век. Се работи за комплексна приказна за сираче која живее скриено на железничката станица и се грижи за тамошниот часовник. Филмот е номиниран за награда во 11 категории, но не и за глума. He's just too good. Pick up, drag us back, shoot me in front of my teeth. We ain't doing so all right. Помош обилува со емоции. Филм за афроамерикански слугинки на американскиот југ во 1960-тите. Виола Дейвис е номинирана за најдобра женска улога. There are two ways through life. The way of nature and the way of grace. You have to choose which one you'll follow. Драмата Дрвото на животот на Теренс Малик е метафизички осврт за безгрижноста на детството, божественоста, човековата природа и смртноста. Уметник е номиниран во 10 категории, преполн со емоции и феноменална музичка подлога. Мишел Хазанавициус и неговиот тим се одговорните за ово остварување снимено во стилот на немите филмови од 20-тите и 30-тите години во Холивуд. А Оскарот за најдобар филм оди кај... Затоа ќе почекаме на 26 февруари, кога ќе бидат доделени наградите. А утре во Newsflash, американска колку и безболот, организацијата на девојчиња извидници слави 100 години од постоењето. Ви ја представуваме во утрешната емисија. Не продаваат само колачиња. Девојчињата извидници се учат на вредности што траат цел живот. Гледајте утре во Newsflash. И тоа е се за оваа емисија. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Со вас беше Ведран Андоновски. За повеќе содржини појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com, а побарајте ни на Facebook. До гледање до утре.